Започнаа разговорите за најавената реконструкција на владата. Средбата се одржуваше зад затворени врати, а конкретни детали за содржината на разговорите за сега не се откриваат. И од владата и од ВЛЕН велат дека процесот се уште е во рана фаза и дека станува збор за чувствителни разговори. Според информации на Канал 5, на првичните состаноци ќе се утврдуваат принципите врз кои ќе се спроведе реконструкцијата, пошто ќе следуваат разговори за конкретните кадровски решенија. Од владата посочуваат дека нема да има толеранција за функционери кои отстапуваат од принципите на работата. Штом бидат постигнати конкретни договори и дефинирани решенија, јавноста ќе биде навремено и целосно информирана. Она што во моментов останува непромената позиција и јасен принцип на председателот на владата Христијан Мицкоски се пораките што тој ги упати на обележувањето на 36 годишнината на ВМРО ДПМН во Струмица. Тој нагласи дека нема да толерира несовесност, неодговорност и отстапување од принципите врз кои се темели работата на владата, без разлика на функцијата што некој ја извршува. Велат од владата. За утре пак е најавена средба меѓу премиерот Мицкоски и коалицијскиот партнер Знам, што во гостувањето во само интервју го потврди министерот за јавна администрација Горан Минчев. Тој рече дека од премиерот најнапред ќе побараат информација за обемот на реконструкцијата што се планира, но и дека Знам веќе изготвила детална евалуација на двегодишното работење на своите функционери, која покажала дека тие успешно ги извршувале задачите. Ке сакаме да дознаеме, за каков опфат се работи за реконструкција на влада, затоа што граѓаните претежно кога се разговара за реконструкција на влада, мислат дека тоа е само првиот ешелон, министрите. Меѓутоа тука има и голем број на втори ешелон, трети ешелон избрани именувани функционери. И нашиот став во овој момент е дека нашите два министри и сите други останати функционери ревносно и добро си ја вршат својата работа, затоа што за ова прашање нема дали сакаш некој или не сакаш, туку дали испорачува резултати. Веќе извесен период се шпекулира дека Мицкоски ќе се заблагодари на дел од министрите од ВМРО ДПМН, додека кај одредени ресори се можни рокади со коалицијските партнери. Се споменуваат имињата на Ристовски, Љутков и Јаневска. Кај вреди пак поставката на Фетај и разидувањата на Лимани. Можни се промени во ресорите и кадровски прераспределби, вклучително и рокада меѓу министрите Сали и Алиу. Неофицијално, неизвестни се и позициите на Филков, а под знак прашалник е и ресорот за добро владење.